Почитуван градоначалник на општина Росома, почитувани советници, почитувани градоначалници на соседните општини, почитувани гости од спротивената општина Пландиште, почитувани представници од институциите од општина Росома и општина Кавадаци, представници од бизнис секторот, представници од медиумите, драги сограѓани, добар ден. Денес сме овде да прославиме еден значаен јубилеј, а тоа е 26 години од постоењето на општина Росома. Нашата општина има значајна местоположба. Ова е место да се вкрстуваат сите патишта, надарена со плодна земја и богат род. Од своето основање до денес, општина Росома континуирано расте и се развива, а за нејзиниот просперитет најодговорни се градоначалникот и Советот на општина Росома. Го покануваме председателот на Советот на општина Росома, господин Ристо Јошев, да ја отвори свечената седница на Советот. Повелете. Почитувани граѓани на општина Росома, добар ден. Почитувани колеги советници, почитувани градоначалници, почитувани градоначалник, дозволете ми да ги поздравам прво бившите советници и бившите градоначалници на општина Росома, кои секој од нив има придонес во работата на општината во овие 26 години постоење на општина Росома. Секако мора да ги поздравам и другите гости, како од околните општини, вработени во општините, во образованието, и секои нашите гости кои од спремената општина Пландиште, кои најдоа време да одговорат на нашата покана и да го поздравам посебно градоначалникот и председателот на Пландиште, господинот Јован Репец. Секако мора да ги поздравам и останатите во делегацијата кои најдоа време да дојдат тука и со тоа ја отворам 26-та седница на Советот на општина Росома. Да сте здрави и живи и уште многу години да се слави овој датум, а сега го повикувам градоначалникот да се обрати на собранието. Почитувани граѓани на општина Росома, почитувани членови на Совет, почитувани гости од општина Пландиште. Добре дојдовте на овој за нас посебен и значаен ден. Дозволете ми од моје лично име, од името на Советот на општината, од името на општинската администрација да ви го честитам нашиот 26-ти роден ден. Почитувани сограѓани, исто како и минатата година, оваа прилика ќе ја искористам да им се заблагодарам пред се на општинската администрација, на оние кои што се денес во општинската администрација, но и на оние кои што не се повеќе во општинската администрација. Тие се највеќе заслужни да е општината онаму каде што е денес. Но дозволете ми да се заблагодарам и на бившите членови на Совет, на бившите градоначалници кои што се денес тука и помеѓу нас, бидејќи сите тие дале огромен и значаен придонес општина Росома да биде онаму каде што е денес. Како што знаете сите, во изминатава година навистина работевме и инвестиравме во повеќе значајни проекти. Би сакал накратко да ги набројам. Инвестиравме во патната инфраструктура. Започнавме со реконструкција на неколку главни и големи улици. Улицата Партизанска, улицата Пере Тошев, улицата во Трстени. Но наскоро ќе започне и реконструкција на улица Гоце Делчев. Она што е особено значајно за мене е што започнавме со изградба на атмосферската канализација. Исто така ги подобривме, еве веќе вчера пристигна и метларка и трактор, со што ќе ги подобриме чистотата во нашата општина. Почитувани сограѓани, не би сакал сега да набројувам што се она имаме сработено, но сакам да ви информирам дека и во наредната година, но и во наредните 3 години ќе работиме макотрпно и ќе работиме посветено со цел да ги подобриме условите за живот во општина Росома.
Затоа ве повикувам сите заеднички да се вложиме и сите заедно, бидејќи промената лежи во секој еден од нас, да ја направиме општина Росоман подобро место живење. Нека ни е среќен роденденот на општина Росоман, да ни е за многу години, да живее општина Росоман, да сте живи и здрави, да живее Република Македонија. Му благодариме за обраќањето на градоначалникот. Почитувани, ова е ден на кој ги сумираме резултатите од сработеното во изминатата година. И според тоа ги наградуваме учениците од ОУПР Тошев, кои со своите успеси на регионалните и државните надпревари, како и со своите спортски достигнувања, успешно го представија нашето училиште и нашата општина. Но овој ден ги наградуваме и заслужните граѓани, кои придонале за афирмација на општина Росоман. Го поканувам председателот на Советот да додаде профалници од општината за наградените. Повелете. Секако дека и јас им честитам на сите дечки кои покажале посебен успех во образованието, во спортски активности, и многу граѓани кои заслужуваат многу повише награди од тоа што им го даваме, а добро и тоа што по некој начин ги се наоѓаме да ги најдеме и да ги похвалиме дека се добри и добро работат во општина Росоман. Ќе ја повикам прво Нарица Димитрова за освоено прво место во кикбокс на државно првенство. Пофалница за Марио Павлов за посебно постигнат успех во образованието. Дали е тука Марио Павлов? Исто така, за постигнат посебен успех во образованието, ја повикувам Македонка Јошевска. Македонка, каде? Исто така пофалница и за Спасенија Димова за последниот успех во образованието. Добро, може? Исто така за посебно постигнат успех го повикувам Антонио Секуловски. Исто така за посебно постигнат успех Оливер Јанков.
Оливер Јанков, дали е тука? Не. Ќе дојде во општина да си ја земе благодарницата. Пофалници за Илија Димитров за посебно постигнат успех. Дали е тука? Исто така пофалници за Христијан Миленовиќ за посебно успех. Секако дека имаме спремни благодарение на нашиот градоначалник кој малку повеќе се залага за бизнес сектор, плакета за наши сограѓани. Или прво ја чудиме со спет хлеба Росман, што е пленарското друштво, кој активно работи на сите планински бродови. Општина Росман делува плакета на Милојжа Стошич за спортско достигнување во дисциплина за категорија инновација категорија ОПРН. А секако мора да доделиме некоја награда на нашите сниматели. Општина Росман делува плакета на Ники Виденовиќ за афирмација во годишна конференција на општина Росман. Општина Росман делува плакета на Делта Метал, компанија репрезент на општина Росман во меѓународниот пазар. Заедно со Делта Метал. Не. Им честитаме на наградените, а културно-метничкиот дел од програмата, кој го започнавме со изведба на химната од страна на членовите на хорото од нашето училиште, ја продолжуваме со најголемите амбасадори на нашата општина, Кут Росман. Да уживаме во настапот на нашите најмили, најмалите членови на Кут Росман, кои ќе ни се представат со македонско девојче.
Во следниве неколку минути, нашите ученици со рециталот дојдовме од Сања Андреевски, со своите интерпретации ќе не нуднат изминатото на нашиот народ и ќе не подсетат на нашиот непокор, нашата самобитност и нашето обстојување низ вековите. Дойдовме не само заради нас и заради нашиот зеден сон во оваа вечност, не само заради нашиот крваток во оваа утра. Дојдовме да бидеме ластовици во оваа пролет или првата пеперка во раците на едно дете. Снегот не се топи сам, семето препоритува само. Раздовите се црвена во цветот, дојдовме да бидеме јужен ветер, да бидеме топла влага, да бидеме сонце и црвена весна во гроздовите. О, животе, не пречекуваш со дрвен брат, па ето, сепак дојдовме, да ни ги броиш ребрата. О, животе, не меркаш со мрачно око и волци да стребени вијат во таа црна јама, но ние не сме поколение на кротки јагниња. Нашата жолчност цврско разделка во твоето око. Нашата жолчност, гратко разделка, оти сме биле ливина, зато ги дождови. Оти сме биле лила, зато ги пубови. Оти сме биле гласи, зато ги српови. Оти сме биле гумно, зато ги јамари. Нашата жолчност, гратко разделка, оти сме биле руд, зато ги потоци. Оти сме биле бранови, зато ги молила. Оти сме биле песна, на туѓи грла. Оти сме биле прстен, на туѓи раце. Старата вина на татковите, за сладости крвни, својот дел да го испиеме. Дојдовме да го преточиме виното, да го мистрија да го пиеме и така да го подадеме на оние женици кои зад нас сидат. Заради една песна да испејаме, заради една желба голица. Заради една песна да испејаме, заради една желба комицка, заради една пушка прекршена, заради една слоста недоречена, заради една земја гробница. Дојдовме песната да ја допееме, желбата да ја исполниме, пушката да ја забаваме, слостата да ја доречеме, гробницата да ја запитаме. Дојдовме. Дојдовме да бидеме збор камен, филан до стари гром, да бидеме збор бура за прејаживите, да бидеме збор виношко на нашето небо. Дојдовме да бидеме збор сонце на вистината и стегната пушка на малата татковина. Не дојдовме само заради нас. Нема дрво со еден лист, нема камен со едно зрно, нема птица со едно крило, нема небо со една звезда. Не дојдовме само заради нас. Не само заради нас и само заради нашиот зелен сон во оваа вечност, не само заради нашиот крвоток од младежката љубов во оваа утра. Да отвориме прозор за едно дете, кој плати видов пейзаж. Дојдовме. Да минеме со прстите по струните на добрината. Дојдовме. Да ги исправиме своите плети и челото на гордоста. Дојдовме. За една планина повисоко, повидлива да е, да ја подкренеме татковината. Дојдовме. Почитувани, нашиот македонски јазик е милозвучен и строен. Јазик на кој се создадени најубавите љубовни песни. За убавината на македонското девојче надалеку се слуша, а преку рециталот Трагање по љубовта, ја слушнеме и најубавата македонска љубовна песна која е Љубев Дениција во интерпретација на наши ученици. Трагање по љубовта.
Изгубено низ душата шеташ, во мисли се гушиш, напати те судат, напати, нови мисли се будат. Напати во тунел без крај те водат, напати силно болат, напати душа ти горат, посакуваш изгубеноста да е сон. Догледа случајно кај брегот, како шета исто како неа, додека ќе пориш занесена од книгата, што ја остави трага во душата, напишена од некој надарен поет. Брановите немето се поигруваа на ветрот и ги бришаа нејзините чекори во песната. Посака во вечерината на денот да ја мирува. Оне што очекуваш го посакувала, посака да биде нејзин, а таа некога. Во неговата прегледка да се одмори душата и ги брише солзите кои често ја беа гости во ноќите без сон. Пуста желба неостварена, песните создавани со љубовен копниш, им ги посвети на оној случаен минувач, кој трагајќи по љубов никогаш не ја пронашил, исто како и таа. Може би и двајцата ја барале кај погрешни луѓе, заслепени од желбата да ги сакаат оние што тие ги посакуваа. Никогаш не ја пронајда онаа љубов што грее и пече истовремено. Кога ја љубев Деница, како да карам в светлине на мракот, како да топев с негови патени во движење, како да пев единствен сведок, за пак межу милиметово тигроно. Кога ја љубев Деница, како да му пронајдувам брзини на камера, како да ја оделувам душата од телото, како да му палев вадото, на тивот од смилот и трендапилот. Кога ја љубев Деница, како да внесував летен воздух во воздухот зимен, како да добивав телефонска врска од сонот од сите успани работници. Од ја љубев Деница, како што ги отворав пролетните аптеки сместени во гласот од Славејот, како што Славејот изпријателуваше небото и земјата, како што таа ми одземаше тежината додека трчав по неа, како што не можев да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умрав, како што не би знаел како би умрел ако таа не се родеше. Дојдов, јас ти не веруваше, дојдов да ти ја отворам душата, да те запознаа. Долго талкав по беспаке, во темните ноќи, талкав со умот, а дали имаше ум во мене, кога ти реков, ке дојдам. А ти ми ја отвори портата од душата твоја. Не сакав да влезам, ама се случи, го пречекорив правил, влегов. Што барав јас, што ке најдам? Јас само знам дека има луѓе со маски, има и без маски, ама оди познај ги, ке ги спознаеш. Едни се со светлина во душата, други се со лажна насметка. Тие лажните мама не оди по нив, ке направат рана, што не за распадба. Затоа, дзирни во душата, види таму што има. Потоа трни кон оние што на зацветлина во себе. Тие ги имаат милено што лекува. Ако имаш рана, ке ти ја залечат, ке направат мост да поминеш. Тогаш тргни и не плаши се, тогаш сакаја добината. Ете тогаш сакај ме мене. И конечно победи љубовта. Ете тогаш и да сгрешиш, прости. Културно-медичката програма ќе ја збогатат и нашите членови од балетското студио Старс, кои ќе ни се представат со своја хореографија. Подготвена од господја Фросина Василева. Да уживаме во нивниот настав. Yeah.
Почитувани, денешната културно-уметничка програма ја завршиме со настав на Тит Росоман, кој ќе ни се представат со две традиционални македонски ора. Невено моме и Евисумо оро. Да уживаме. Thank
много години и нека ви е честит ден на Община Росово. Ви благодарим.